Сметате ли дека Мицотакис беше една од клучните фигури во тој период кој влијаеше да се воспостави ваква политика? Цело време додека тој беше председател на грчката влада, тој не дозволи да се воспостави ембарго кон Македонија. Тој беше против прекинувањето на преговорите меѓу Грција и Македонија кои се водеа после резолуцијата 845, втората резолуција на Сојузот за безбедност. Него го паметам, јас лично и го познав. Го познам, сме се видувале, сме разговарале. Имавме заедно ручек со него и со Хенри Кисинџер. Тоа беше на 1 февруари 1992 година. Цело време тој имаше тешка битка на грчкото јавно мислење да му докаже оти никаква опасност од Македонија не доаѓа за Грција. Меѓутоа, други имаше кои беа многу настроени спротивно и сакаат тука да го ловат и тука да го рушат и го срушија тука. По тоа прашање, со Мицотакис, колку што знам, само јас сум се сретнал. Никој се нема сретнато. И тоа беше тајна средба уште во почетокот на 1992 година. Мицотакис е најпозитивната личност во грчката, она зовриена, опасна грчка политика кон Македонија. Можете ли од денешна перспектива да не откриете зашто сте зборувале или тоа се уште е обвиено со еден вел на тајна? Па не, јас за тоа веќе сум пишувал. Ние таму тој бараше да не се обелодени тоа известно време, барем 10 години, и така правев, јас молчев 10 години. Разговорите беа кон тоа како да се реши проблемот. Тогаш Кисинџер на тој ручек прв го покрена прашањето и му рече на Мицотакис дека е ова најубава прилика Грција да си зацврсти позицијата на Балканот како една од клучните земји. И затоа треба веднаш да ја признае Република Македонија, да не прави било какви проблеми. Мицотакис кажа оти има големи тешкоти тоа да се оствари, има голем отпор во државата, а потоа ми даде едно ливче мене, каде напишал Република Македонија, цртичка, Скопје. И ми објасни дека тоа е најмногу што може да отстапи Грција, ама се уште не е сигурен дали ќе успее тој да го наметне. Тој тоа го застапува. Кисинџер тогаш рече дека најубаво ако се организират разговори во САД, тајни, меѓу Глигоров и Мицотакис, а тогаш Глигоров беше во Америка по некои други потреби, па затоа јас бев во Давос оваа средба, да ги седнат како во Кемп Дејвид, американските власти, врвни луѓе во власта, и за 2-3 дена тајно преговарање да успеат да постигне спогодба, Америка комплетно да застане за таа спогодба и да се прекине со напнатоста, ако се развлече тоа прашање, трајно ќе биде една критична болна точка на Балканот. Тоа беше Кисинџер што го предлагаше. Мицотакис кажа дека тоа ако може да се подготви, треба во голема тајност да се подготви, инаку ќе биде однапред спречено. Тие работи јас му ги пренесов на Глигоров овде, кога се врати тој од Америка, јас од Давос. Првиот пат кога се видовме, му ги пренесов како беше и му реков дека е многу добро да воспостави, а Кисинџер ми го даде телефонот од неговата канцеларија, тогаш немаше мобилки, и да
он комуницира, или горе да комуницира со Кисинџер, кога да појдат таму, дали ќе се тоа организира. Меѓутоа настана некои прилики, непредвидени прилики, некој тоа се проби во јавноста, па почнаа кампања во Грција, овде, алака, така и таа пропадна, не можеше да се организира. 1-2 месеца се пропуштија тука, а тој ќе се реши прашањето, и тоа добро ќе се реши. И уште едно прашање, постои оној исто така план за кој се зборуваше многу Милошевиќ, Мицотакис, за наводна пролова на Македонија, тоа вистина ли беше? 91 година во септември се прочу дека од грчка иницијатива, има грчка иницијатива кај Србија да се подели Македонија. Ми се деси тогаш, одејќи за Париз, да слетам во Белград и да се видам со Милошевиќ. Му изразив нашето незадоволство, што ете тој се впуштил во таа работа. Тој рече дека, сега ќе кажам точно како рече, то она е луди Самарас. Јас му викам, оти нашите избори кажуваат дека и тој се вклучи, и викам, и ти си се вклучил, и дека тоа не мислам дека е добро и за српскиот народ, и дека би го одобрил тоа. Пропадна таа работа, а они држали контакт, значи станал Мицотакис беше против тоа точно заради неговата европска ориентација. Он знаеше оти европска, па никогаш тоа не може да го одобри. Че беше тешка криза на Балкана. И така да Мицотакис нема со тоа врска. Самарас беше целата политика ја водеше како да го омаловажи Мицотакис, како да се покаже дека е тој поголем патриот од него и како само тој, Самарас, а тој беше тој 40 години, да ги штити националните интереси на Грција.